Неподнослива миризба се шири од водите на реката Бабуна и тоа на местото каде реката се влива во Вардар. Водата во изминатиот период постојано добива интензивна сина боја која најверојатно доаѓа од околните деловни субјекти. Рибарите, кои секојдневно рекреираат овде, велат дека најверојатно има и загадување на водата, што се одразува и на нивниот улов. Ние немаме против они што работат, нека работат, некој не прави тоа еколошки да се биде чисто. Никој не му брани на човекот да живее, екзистира тоа. Денеска е времето такво. Важно ние плаќаме дозволи, ние од Бабуна, од друштвото ги интересира. Едноставно никој нема доено сем вие денес. И други денови има, нон-стоп. Нарочито сега, откако за есени времето, се почна да се пере нон-стоп. Не знам. За ваквата состојба веќе биле запознати еколошките друштва и Државниот инспекторат за животна средина. Надлежните во предстојниот период треба да утврдат од каде доаѓа сината боја во реката и до кој степен е загадена водата. Едноставно нема риба, не риба, него нема ни змија по реката. Едноставно се е уништено и младите мали што ги има рибчиња, се е живо. Не е прав ден, секој ден. Вчерашниот ден беше 2 пати, по 3 сата, 6 сата. Колку пати, од кога се случува? Па редовно. Летниот период додека течеше Бабуна, еднаш неделно до 2 пати може да пуштеше ради тоа што многу голема смрđева се дешаваше. Риболовците неодамна беа сведоци на загадување на реката Тополка, каде се случи еден од најголемите помори на риба во изминатите неколку години. Во селото Горно Јаболчиште, општина Чашка организираше четвртата поред компиријада. Во дворот на основното училиште Лирија, на повеќе штандови, производителите на компири, но и останати земјоделски култури ги презентираа пред присутните производите кои ги обработуваат, одгледуваат и продаваат. Па, уште од детинство. Имам во републички надпревар златна плакета 74 година добиена. И стално се бавам со кромпир. Оваа година имам 10 тона кромпир. Обработувам и житарици доле у ниското, пшеница, јачмен. Наследството од татко ми е што се бавиме со компири и претежно ова село најмногу успева компирот и од време се живеело и сега речиси мислиме да преживееме до негде и не може да се живееме само од компири. Се живееме, работиме друго, не само со компири. Со се, што имаш омо. Што друго произведувате? Со боровинка, со мршкино грози, со дрва, тоа. Организаторот, градоначалникот на општина Чашка вели дека промоцијата на компирот преку оваа манифестација им помогнала на производителите за пласман на пазарот. Затоа годинава одлучиле да биде проширена презентацијата и со други производи. Претходната година исклучиво се промовираше компирот, меѓутоа сега исто така ги промовираме и чаевите кои што се од ова високо место, Јаболчиште. Ги промовираат и некои рачни изработки жителите од ова населено место, оние што ги изработуваат, да речеме, за нивните свечености, како што се свадбите и сето она друго што се сунет, се она што го прославуваат. Јас сакам да кажам дека оваа година е четврта поред и јас посакувам да се премине во една традиција. Покрај презентацијата на компирите и другите производи, во основното училиште во Горно Јаболчиште беа презентирани и специјалитети кои се подготвуваат со компир, а овде можеше да се донираат и средства за помош на малиот Стојанче, кој треба да замине на лекување во Кина. Со гребен асфалт се затрупани шахтите за прибирање на атмосферската вода на улицата Васил Илјовски во населба Речани. Станува збор за асфалт кој бил изведен од другите патишта, при што пред известно време бил послан на оваа улица. Од Социјалдемократскиот сојуз велат дека со ова покривање на шахтите може да дојде до поплавување на дел од дворовите на стамбените куќи, кога ќе најдојде големо количество на вода. Жителите реагираат, а и како нема да реагираат кога токму на нивната улица, за жал, не е ништо онака како што треба да биде.
Под самиот пат на кој во моментов стоиме, поминува одводна канализациона цевка со мал пречник, кој ни оддалеку не ги задоволува потребите на оваа населба, бидејќи на оваа линија се поврзани многу стамбени куќи, па честопати жителите имаат големи проблеми со канализацијата. Дополнително, дел од канализационите шахти и линии треба да се поправат, бидејќи се многу плитки. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз за овој проблем разбрале преку медиумите, а од жителите добили информација дека градоначалникот не направил проверка на овој проблем. Градоначалникот Чадиев пак во денешната изјава вели дека овој гребен асфалт е поставен по барање на жителите на населбата Речани. На нивно барање ние поставивме таму моментално, они побараа да се постави од гребаниот асфалт и ние поставиме гребан асфалт на дел од улицата за да можеме на недниот период луѓето, граѓаните да го користат тоа максимално, да немаат проблеми при излегувањето, влегувањето, движењето со моторните возила. Истовремено јас не можам да ги разберам советниците од СДС кои што реагирање на ваков начин, бидејќи тоа е направено по барање на граѓаните. Да напоменам дека општината гребаниот асфалт ја кошта само превозот и ништо повеќе од тоа. Значи, денар нема даден општината за купување гребан асфалт. Во населбата Речени живеат многу граѓани. Населбата секојдневно се шири и представува убаво место за живење. Советниците од опозицијата најавија дека овој проблем ќе го актуализираат во Советот со цел да се изнеде решенија да се помогне на овие жители. Приходите во општинскиот буџет не одат според планираното темпо на наплата. Со тоа и самата реализација на буџетот не оди според предвиденото. Председателот на Советот Александар Колев вели дека и во годините наназад се случувало пооптимистички да се планираат приходите во буџетот, што потоа ја наметнува потребата од негов ребаланс. Мора да кажам дека приходите не се со планираното темпо на наплата и токму поради тоа доминантно усогласувањето на расходната страна треба да биде значи во согласност со приходната страна од буџетот. Неговата реализација не е таква каква што беше планирана и тоа може да остави простор за незадоволство, меѓутоа на крајот на криштата тоа и секоја година така принципот на планирање на буџетот секогаш е, ако може така да кажам, пооптимистички. На седницата која Советот ќе одработи во понеделник, на дневен ред ќе се најде токму кварталниот извештај за извршување на буџетот во првите 3 квартали од годината. Но советниците ќе разгледуваат и измени и дополнувања на 7 програми за работата на општината за оваа година, а со цел да се изврши согласување со динамиката на прилив на средства. Колев, и покрај тоа што реализацијата на буџетот не е во рамки на очекуваното, сепак е задоволен од интензитетот на градежните активности кои се реализира оваа година. До некаде намалувањето на приходната страна не ограничува во трошењето на средства и реализирањето на одредени проекти, меѓутоа јас сепак сум задоволен од интензитетот на градежни активности кои што се случи во оваа година. Мислам дека најголемиот дел од оние посуштествени потреби на граѓаните, посуштествени проблеми кои што беа, се искористи можност во оваа буџетска година да бидат решени и мислам дека реализацијата задоволува. Градоначалникот на општина Велес, Славчо Чадиев, своевремено истакна дека веќе неколку години општината најдобар прилив на средства има токму во последниот квартал од годината. Надлежните очекуваат дека и оваа година најголем дел од граѓаните и фирмите своите даночни обврски ќе ги подмират во последен момент. Македонски спасител, Сдруженијето за безбедност на вода и планина прослави 3 години од неговото формирање. Својот роден ден го прослави со годишно собрание, кое секоја година се одржува. Оваа година на собранието на Македонски спасител беше презентирана најновата специјализирана опрема за спасување на вода, која впрочем е донација од Меѓународната асоциација за безбедност на вода Исла Калифорнија и од Сдруженијето Operation Florian од Велика Британија, како и видео промоција на тренинг на македонските спасители. Од Сдруженијето потенцираа дека оваа година за нив е најуспешна, тие во месец мај во соработка со Меѓународната асоциација International Surf Life Saving Association реализираа 3-дневен курс
Велес за спасители на отворени води, со што околу 20 на учесници се здобија со меѓународни сертификати. Велешките спасители професионално го обезбедуваат градскиот базен, а викендите и празниците го обезбедуваат и езерото Младост, на чија површина изградија спасителна кула. Тие традиционално ги обезбедуваат водите на реката Вардар при прославувањето на верскиот празник Водици. Инокогодишното собрание се одржа во понеделникот на 28 октомври, на кое беа присутни представници од повеќе невладини организации, спортски клубови и спортски работници, кои дадоа поддршка и се приклучија кон мисијата и целите на македонски спасител, а тоа е да се интервенира, помогне и спаси човечки живот. Крајно нелогични и неточни се изјавите на советниците од опозицијата дека јавните расправи по нацрт програмите поминале само како проформа. Ова е ставот на локалната самоуправа изнесен преку писмен допис до медиумите како реакција на вчерашната пресконференција на советниците предводени од СДСМ. Од општина Велес, спротивно на тврдењата на опозицијата, велат дека јавните расправи биле едни од најдобро организираните досега. Тврдат дека голем број представници на урбани и местни заедници активно се вклучиле во дискусиите, разменувајќи ставови и мислења за одредени области. Во однос пак на барањето за две засебни седници за ребалансот на буџетот и донесувањето на програмите за следната година, председателот Колев и денеска го изнесе својот став. Како председател на Советот на општина Велес, на прво место ги имам пред себе потребите и интересите на граѓаните на Велес. Одлуката да биде свикана една седница е одлука во согласност со интересите на граѓаните на општина Велес. За мене, како председател на Советот на општина Велес, е неисплатливо, неекономично и лошо за интересите на граѓаните во 3 дена, во 3 работни дена, Советот да има 2 седници со по 10 точки. СДСМ остана должна одговор до граѓаните, зошто тоа е интерес на граѓаните во 3 дена да има 2 седници со по 10 точки, отколку една седница со 20 точки. Веќе од утре пак, градоначалникот Шадиев и председателот на Советот Колев започнуваат со реализирање тркалезни маси со различни групи на граѓани, на кои ќе бидат разгледувани нацрт програмите за следната година, а во текст се и посетите на сите урбани и местни заедници на територијата на општина Велес. Станува јасна слика дека општина Велес превзема значителни активности во рамки на отчетното, транспарентно и прецизно информирање на граѓаните за тоа каде и како се трошат нивните пари. Тоа впрочем од секогаш било и одлика за работењето на општината. Ваквата пракса ќе продолжи и во иднина, а секој обид на нејзино дискредитирање сметаме дека е крајно непотребен, стои во писмената реакција на општина Велес.